Почитувани дами и господа, почитувани медиуми, почитувани присутни, почитувани гости. По повод чествувањето на Свети Трифун, празникот на лозарите и винарите, и оваа година нашата организација, во соработка со градоначалникот и Советот на општина Кавадарци, традиционално го одбележува со изложба на нашиот сограѓанин, ликовниот уметник Лазар Дојчинов. Дојчинов за сите нас почитувани, па и пошироко е многу добро познат по неговите прекрасни ликовни дела, акварели, акрилни и маслени платна, со вообичаените представи на тема вино, лозје, грозје, берачи и така натаму. Секоја година ликовните салони на музеј галеријата беа претесни за да ги соберат сите посетители и обожаватели на неговите дела. Но оваа година, за жал, поради светската пандемија на коронавирусот и кризата која произлезе од COVID-19, како и останалите изложби, ја презентираме со редуцирано присуство, почитувајќи ги сите мерки за превенција и заштита. Поради истата причина, изостанаа и музичките numери и случувања кои го оплеменуваа прекрасниот амбиент, но сепак почитувани, најважно е што делата на кои можеме да се восхитуваме се пред нас и авторот исто така. Нешто повеќе сепак за биографското и ликовното презентирање на авторот ке слушнеме од страна на почитуваните Мирјана Мукаетова, новинар од нашиот град, и доктор Виолета Димитрова, советник во Советот на општина Кавадарци. На крај почитувани ќе ви се обрати и авторот. Ви благодарам и нека е за многу години. Особено во оваа година на пандемија ми е радост што можам да проговорам на оваа изложба, што не се прекина традицијата на празникот, на најголемиот празник на лозарите, да имаме и ние ликовна изложба во музеј галеријата. Така, оваа измината година и Домот на културата и музеот се трудеа да прават настани, да ги анимираат луѓето за да не се чувствуваме подепресивни во година на пандемија. Зарем не беше убаво денеска и на изложбата на Владимир Темков и денеска на изложбата на Лазар Дојчинов да ги видиме овие прекрасни топли бои инспирирани од тиквешијата, да ја видиме радоста на животот. Ми се чини дека токму во ова време на пандемија ова радост е уште поголема или пак ние сме уште почувствителни. Особено се радувам и тоа што Лазар Дојчинов во оваа изложба има најмногу акварели, затоа што јас најмногу ги сакам акварелите на Лазар. И навистина, и тука е целата тиквеша, и булките, и цветовите, и мотивите од Тиквешкото езеро, од моклиште, од грозјето, па сега за прв пат го видовме и лозарот покрај лозароберачките, нели, грозјеберачките, ги видовме нив насмејани, меѓутоа овој пат го видовме и лозарот и магаренцето, прекрасни мотиви. Во овие акварели може секој да си пронајде по некој еден прекрасен бисер во кој Лазар успел да го направи она совршенство во избор, во сочетката кога земал боја, кога земал вода и сето тоа на хартија без цртеж го направи во еден здив. Тоа е акварелот на Лазар, многу пати сум зборувала за него и навистина се прекрасни и ми е мило што тој ја продолжува традицијата, оваа вековна традиција на овие простори да се празнува празникот на лозарите подолго од 2000 години. И замислете сега на другиот крај на планетата Земја, вечерва кинезите слават Нова година, со што почнува будењето на природата. Истото го правиме и ние овде, нели? Со тоа покажуваме дека се буди природата и дека од утре натаму започнуваат работите на овоштарите и на лозарите во нивните лозови насади и се надевам дека ќе имаме убава реколда, дека ќе имаме добро грозје и уште по добро вино и ракија. Лазете, посакувам уште многу успешни.
Ја имам и јас таа чест и задоволство неколку години поред да бидам присутна на отварањето на оваа прекрасна изложба од нашиот сограѓанин господинот Лазар Дојчинов. Мену и падна најлесниот дел, меѓутоа и најтешкиот. Да ви кажам, да ве подсетам дека господинот Лазар Дојчинов е роден во Кавадарци 1948 година, основно и средно образование завршува во Кавадарци, а потоа и виша школа ХТЗ школа во Скопје. Во 1978 година се запишува како вонреден студент на Педагошката академија, која што ја завршува со успех, а одсекот е ликовна уметност. Талентот кој што го носи уште од детството, го надоградува низ годините, за потоа да продолжи да ги усовршува тајните на сликарските техники кај еминентните професори, како што е Димитар Кондовски и Борче Лазевски. Тие представуваат негов стимул за понатамошно развивање на неговата уметничка дејност. Од сликарските техники, негова обсесија е акварелот, меѓутоа од 2004 година почнува да работи акварел и масло на платно. Покрај пейзажите ги обработува и најчесто обработувани термини се виното, грозјето, берачите, лозјето. Низ годините наназад, господинот Лазар Дојчинов има остварено безброј изложби, меѓутоа најчесто по последниве неколку години се изложбите во локалната музеј галерија во Кавадарци, потоа има изложувано во Неготино, во Пробиштип, во Кратово и во Република Србија. За одбележување е неговата изложба во 2010 година, на која поминале околу 3000 посетители. Исто така учествувал и на хепинингот, одржан во чест на Сдруженијето Борка за секој нов ден, од каде што добил посебна инспирација. Господинот Лазар Дојчинов живее и работи во Кавадарци, има добиено безброј награди и признанија. Јас ја имам таа чест и задоволство и овој ден да ја отворам годинашнава изложба, да му посакам уште многу здравје, многу успех и уште повеќе дела од овие досегашниве. Исто така ви посакувам вас да уживате во изложените експонати кои што вечерва ги гледате овде меѓу нас. Благодарам. Организацијата на оваа изложба е музеј галеријата и удоварањето е кажано да биде онлайн или камерна изложба, како да кажеме, такви се условите. И представа со акварели, акрил, масло на платно, темата е виновата лоза и покрај при изработката, при самите инспирации ми дојди една слика имам кога порано се носело гроје со магаре. А сите ти пешани знаеме кој е првиот кројач на лојсто, така е создадено кројењето со магарето. Почнало да јаде и почнало да раѓа повеќе кројице. Сега има и друго кроење сега тоа малку ќе дојде вака како го пратил некој кројачот, ама он со секирта, па плачи ли лојсто, плачи, да го видиш и ти ќе плачиш. Такви работи има, како да кажа, човек нема да сгреше. Јас сакам да се заблагодарам уште еднаш, сакам да кажувам некои работи ме притискат за понатки нашиот терен. Заслужува за некоја велепно изградба која што би имало застапено некој светски мирис. Белград е тој фундамент на горно и мало населба. Али да се створи, јас не би сакал сега да се отпуштам. Тоа би дошло понатки со една специјална изложба и ви се заблагодарувам понатки да ни е за многу години празникот Свети Трифон и благодарам сите.
Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом. Брзини до 1000 мегабити во секунда.